Студио 1 на Трет блок 17 часот. До мене и до колегата Антонио. Имам уште еден колега, Дејан Антоновиќ. Добар ден. Добар ден. Денес секако во овој термин стандардно ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот, па ќе почнеме со денот Д, односно се одбележуваат 75 години од денот Д. Вчера се прослави во Англија, денеска пак во Франција. Денеска е годишницата практично. Ние во вчерашната анализа во студио 1 потенциравме дека вчера се одбележуваше 75 годишницата во Англија. Меѓутоа денеска е оној главниот ден, односно местото каде што се искрца 1944 година сојузничките трупи, над 150.000 сојузнички војници предводени од Соединетите Американски држави, Велика Британија, Франција, но и сите оние држави во тогашната во тогашниот британски Комонвелт или империја, значи Канада, Австралија, Нов Зеланд, сите тие вкупно 145 го извршија тој десант врз тогашната окупирана Франција од страна на нацистичка Германија, со што практично започна почеток на крајот на падот на нацизмот во Германија и во неговата доминација во Европа, но и на некој начин искрцувањето на Нормандија представува и почеток и влез на американските војни трупи на тлото на Европа, што практично и отпочна и до ден денешен тие не се повлекоа од Европа, туку ја направи онаа доминација. Само ќе докажам дека со искрцувањето на американските војници практично на некој начин падна и доминацијата на тогашната британска империја низ целиот свет и се востанови американската на некој начин империја, односно американската доминација, ќе потсетам, во рамките на НАТО и во рамките на американските воени бази пред се во Германија, каде што се превентивно оставени уште од 1945 година, има повеќе од 70.000 американски војници. Така, ние пред да продолжиме понатаму да ја анализираме оваа тема, накратко да го погледнеме прилогот кој што го подготвија колегите од Дескот токму на оваа тема. Светските лидери се собраа на северот на Франција на вториот ден од одбележувањето на 75 годишнината од така наречениот ден Д. На одбележувањето Тереза Меј им се придружи на Меркел и Макрон. Но во меѓувреме Русија тврди дека Франција не поканила официјална делегација од Москва да присуствува на комеморацијата. Одбележувањето по повод 75 годишнината од инвазијата во Нормандија вчера се одржа во Портсмут. На церемонијата присуствуваа 300 ветерани и британската кралица Елизабета II, американскиот председател Доналд Трамп и лидери на земји воени сојузници, како и германската канцеларка Ангела Меркел. Да. Еве, како што погледнавме од прилогот, слушнавме дека всушност руската делегација не била поканата на одбележувањето. Па да, руската делегација не била поканата според забелешките на Москва и на Министерството за надворешни работи на Русија. На денешната церемонија не е поканета официјална руска делегација, туку Русија била застапена само од тамошниот амбасадор кој бил поканет проформе. Забелешката на Москва е дека требала да биде таму, иако историски Москва, русите се немат искрцано на Нормандија, туку тие од својот источен фронт го поразуваа нацизмот во исто време кога и се искрца западните трупи во Нормандија. Како забелешка е дека намерно не се викнати, дека намерно се игнорира Русија, но исто така Русија потсеќа дека денот Д според нив не е нешто многу важен момент за падот на нацизмот. Поважен бил битката за Сталинград, за Курск, каде што русите тогаш 1944-та ја скршија германската нацистичка воена инвазија врз Русија и тоа беше практично крајот на нацистичката воена и политичка доминација. Во секој случај се покаже една поделеност, она што го коментираме речиси секојдневно, поделеност помеѓу сојузниците од Втората светска војна, но денеска лути ривали во блоковска поделеност поделени. Ќе потсетам само дека и вчера и денеска западните сили предводени од Соединетите Американски држави, представници на Британија и Франција од една страна и кинезите и русите од друга страна паралелно прават состаноци. Зошто го велам тоа? Тоа и вчера го зборувавме. Трамп, Тереза Меј, Макрон, британската кралица вчера и денеска на некој начин го одбележуваат денот, а во исто време паралелно Путин и Си Џинпинг во Москва имаа самит, значи русите и кинезите, така да се покаже уште еднаш една поделеност во денешното време на два блока или на
уште посликовито речено Советот за безбедност на Обединетите нации, каде што во едниот дел се нели Британија, Франција и Соединетите Американски држави, од другата страна се Кина и Русија, земји членки постојани на Советот за безбедност, кои креираат на некој начин светската политика, но и ќе потсетам сите тие 5 држави се носители на нуклеарно оружје, односно нуклеарни сили. Ако не се лажам, по однос на ова непоканетата руска делегација, мислам дека Путин рече дека воопшто и не е навреден од тоа што не е повикан. Мислам дека пред 5 години, ако не се лажам, последен пат беше на ваков настан. Мораме да земеме еден факт дека на искрцувањето на сојузничките сили во Нормандија русите не учествува. Русите си имаа свој фронт, тоа беше источниот фронт, каде што и како го направи оној силен удар, ке потсетам битката за Сталинград, битката за Курск, каде што буквално германците сите ресурси ги потрошија. Тогаш ке потсетам историски само на кратко, откако нацистичка Германија почна воено да губи, да има големи губитоци во својата армија и финансиски и во војна техника и во човечки ресурси, западњаците предводени од тогашниот командант на силите за Европа, генералот Двајт Ајзенхауер, кој подосна беше и председател на Соединетите Американски држави, одлучи да го отвори западниот фронт, за да од 2 или 3 насоки сојузниците од една страна и русите од друга страна се упатат кон Берлин. Пак ќе потсетам историски дека додека американците, британците и французите одеа преку Франција, Белгија до Берлин, русите одеа преку Полска до Берлин и тогаш се случи она прва можеби ривалска битка помеѓу Русија и Соединетите Американски држави, кој прв ќе го освои Берлин и кој ќе го фати Хитлер. Хитлер не успеа да го фатат, но русите нели влегоа во Берлин и ја стави онаа легендарна снимка, ја има во аналите на телевизиските снимки знамето руско на германскиот Рајстаг. Со што го означи и падот на нацистичка Германија. Но ќе кажам, пад на Германија, денеска ние имаме нова слика, нова карта на политиката во светот, имаме ривалитет, ќе потсетам, додека во Нормандија се обединуваат западните сојузници, каде што и самиот Доналд Трамп, председателот на САД, од друга страна, некако во исто време, Путин и Си Џинпинг, кинескиот председател, во Москва разговараат за глобални политички и економски теми. Како да станува збор за два паралелни светови? Паралелни светови, некако не само паралелни светови, него се назначува дополнително ривалитетот, тоа веќе го коментиравме, зошто токму сега Си Џинпинг е во Москва. Така. Кога сме кај Русија и председателот Путин изјави дека има голема опасност да се распадне оној систем за контрола на нуклеарното оружје во светот. Токму во контекст на претходната тема што ја зборувавме, Путин излегува зашто баш токму сега предупредува изјавата на Путин се раководи од можните војни закани или закани за војна инвазија на Соединетите Американски држави врз Венецуела, иако деновиве никој тоа не го споменува, барем сега за сега, остана да виси дека Соединетите Американски држави би можеле да изведат војна интервенција, пред се охрабрени од изјавата на Мајк Помпео, кој изјави дека Соединетите Американски држави го признаа неуспехот да ја обединат венецуелската опозиција и така да гурнат актуелниот режим на Николас Мадуро, кој е социјалистички, кој е поддржан од Москва и од Пекинг. Путин денеска излази и рече дека може да постои опасност од распад на нуклеарно оружје, алудирајќи дека доколку Соединетите Американски држави влезат во отворен конфликт, можат да искористат и нуклеарно оружје. Прв пат откако е распаднат системот, договорот за неширење и употреба на нуклеарно оружје СТАРТ, кој Доналд Трамп пред неколку месеци одби да го потпише и да го ратификува, односно го прекина и се повлече од тој договор, што остави простор дека сите нуклеарни сили денеска меѓународно правно не се обврзани дека да се уздржат од користење на атомско оружје. Значи СТАРТ не е потпишан, ке потсетам само дека Доналд Трамп одби да го потпише договорот за да го продолжи договорот за неширење и употреба на нуклеарно оружје, кој беше постигнат во 1997 година, односно 87 година со тогашниот Советски сојуз. Една од забелешките беше на Трамп дека тој договор го регулира однесувањето на Соединетите Американски држави и тогашниот СССР, а во меѓувреме денеска нуклеарни сили станаа и Индија и Пакистан и можеби Северна Кореја, Русија секако,
Кина секако, па можеби Јапонија, па оттаму Трамп сметаше дека овој договор ги обврзува само русите и американците, но не ги обврзува овие останати држави кои можат еден ден да го употребат нуклеарното оружје. Пред се Трамп алудираше на Кина, бидејќи смета дека бидејќи договорот не го обврзува Пекинг би можел утре тоа да го злоупотреби. А токму кога сме више кај Трамп, Соединетите Американски држави и Кина, она што можеме да кажеме дека всушност и трговската војна продолжува и понатаму меѓу овие две земји. Па продолжува и понатаму трговската војна, откако Доналд Трамп и Белата куќа ги воведа оние би рекол драконски мерки кон кинеските компании пред се кон Huawei, на кој му даде и забрана за функционирање, па ги принуди американските компании како што се Google да не испорачуваат веќе софтвер. Huawei Кина направи контраудар, првин почна да ја ограничува работата на американските компании во Соединетите Американски држави, пред се на удар е FedEx, познатата компанија за знаеме FedEx што е и како е, но Huawei ги на некој начин ги реализираше и заканите, односно најавите дека независно како ќе оди работата со Соединетите Американски држави, бизнисот за ширење на тамошната софтверска и базни станици се префрла во Русија. Планира и веќе е потпишан договор со Москва Huawei да ја развива фамозната 5G мрежа во наредниот период. Пред да продолжиме понатаму, накратко само да погледнем уште еден прилог на оваа тема, па секако ќе прокоментираме уште малку. Huawei потпиша договор со руска телекомуникацијска фирма за развивање на 5G технологија во Русија. Договорот беше направен за време на 3-дневната средба меѓу претседателите на двете земји, Владимир Путин и Си Џинпинг. Ова се случува откако неколку западни земји ја блокираа кинеската компанија, поради како што велат, загриженост за националните ризици. Дејан, 2 недели по објавувањето на она приказна, односно на одлуката на Трамп за Huawei, знаеме сите што се случуваше, Русија го користи моментот, им отстапува простор на Huawei за развивање на 5G мрежата. Ова е уште еден показател за битката на многу полиња меѓу двете најсилни економии земји во светот, Русија и САД. Па Huawei очигледно е направи проценката дека не треба да биде уценуван од страна на западните сили, пред се од Соединетите Американски држави. Мораме да земеме во предвид факт дека Кина има 1.750 милиони и дека Русија има 300 и колку илјади 350 милиони жители, што е огромен пазар. Во исто време Huawei ја препозна шансата да си го спасе бизнисот и да продолжи понатаму со своите технолошки планови и замисли. Русија тоа го искористи. Оно што е последно беше заканите на Huawei дека доколку Google по налог на администрацијата на Трамп треба да прекине да го испорачува софтверот за Huawei. Huawei се заканија дека ќе имаат свој Google и свој YouTube и сите тие софтверски алатки. Она што сега се најавува и се развива е така наречениот Weibo, ми се чини, која е кинеска верзија на Twitter, што само укажува дека кинезите, односно Huawei, и така го планира да си го продолжи својот бизнес, па независно дали ќе го има на западниот пазар или на источниот пазар, важно е дека ќе има огромен пазар. Па ќе видиме како ќе помине таа цела војна трговска војна со Соединетите Американски држави. Едно јасно дека ривалитетот е огромен, но исто така јасно дека доколку продолжат со овакви трговски надмудрувања, двете страни ќе губат, а најмногу ќе губат обичните корисници. Ме интересира уште една работа. Ако се вистините информациите на Трамп и САД за тоа дека Huawei користеле одреден софтвер за прислушување, дали Русија активности, дали Русија би им остапила толку лесно простор ако навистина има вистина во овие информации, или пак се обврзале дека тоа нема да го прават на рускиот пазар? Јас верувам дека разузнавачките служби на големите држави точно знаат што има, што нема. Веројатно Русија не би дозволила, со кинезите се големи сојузници и партнери, но тоа се две големи суперсили и империи. Значи големите си играат со интерес. Сигурно дека русите нема да им дозволат на кинезите да инсталираат таква софтверска опрема за евентуални шпионски активности, нешто за што беа обвинети од страна на Соединетите Американски држави. Веројатно пресметката е обострана, веројатно е направена со цел обединето да настапат против доминацијата на американската
американскиот унилатерализам. Ке подсетам, американците до пред 10 години водеа унилатерална политика на тоа што они ќе одлучат, тоа ќе го направат. Сега се соочуваат со големи ривали. Денеска веќе не е ни биполарен, туку е мултиполарен светот, каде што не се само Соединетите американски држави империја, не се ни само Русија и Соединетите американски држави, ја имаме една Кина, таа е трета, што дополнително ги усложнува на некој начин воено-политичките и геостратешки тензии во регионот. Верувам дека русите им дозволуваат на кинезите технолошки да развиваат 5G мрежата за конечно и тие да имаат некаков бенефит пред се технолошки. Ние сега ќе се селиме малку подалеку, односно на американско тло. Уште една информација која штета денеска одекна во јавноста, во светски рамки, дека почна апсењето за попречување на илегалните мигранти од Латинска Америка. Да, мексиканската влада одлучи по заканите на Доналд Трамп и на администрацијата дека сад ќе воведат 5% данок на сите мексикански производи од 1 јули, доколку не ја попречат имиграцијата. Ке подсетам, целата имиграција, сите мигранти од Латинска Америка ги има голем број, пред се од сиромашните латиноамерикански држави као што е Хондурас, но и овие тензии што се случуваат во Венецуела, огромен бранд на мигранти се обидуваат да избегаат во Соединетите американски држави за подобар живот. Целиот тој трансфер географски, ако се види, мора да помине преку мексиканска територија. Соединетите американски држави ги обвинуваа мексиканците дека намерно прават пропуст на мигрантите за да се полнат Соединетите американски држави со тие сиромашни и гладни луѓе и се заканија дека Мексико ќе добие санкции, односно 5% за царина за сите производи. Мексиканската влада почна со апсење, колку што велат информациите, над 150.000 мигранти се веќе уапсени. Можевме да видиме слики по светските тикери како мексиканската полиција ги апси, но се со цел нели да ја избегна таа закана на американската администрација, но според последната информација Доналд Трамп изјави и рече дека ова е премногу малку и дека доколку пробаат со оваа динамика од само 150.000 уапсени мигранти, Мексико ќе се соочи со тие економски санкции, би рекол. Ќе подсетам, Мексико е голема држава, но е сиромашна и многу ќе ја погодат овие американски такси. Така, по-конкретно, да, сакав да го погледнеме, се враќаме повторно во студио. Во мај годинава на јужната американска граница уапсени се повеќе од 144.000 мигранти, што е зголемување за 32% во однос на април, соопшти Американската погранична служба. Меѓу апсените има 57.000 малолетници, претежно од Хондурас, Гватемала и Ел Салвадор. Официјални представници на службата изјавиле дека не очекуваат пад на бројот на мигрантите за време на летото. Американскиот председател Доналд Трамп го обвини Мексико дека им дозволува на мигрантите да ја преминуваат границата и неодамна се закани со воведување царини за мексиканските производи. Ги слушнавме информациите дејан, меѓутоа има информации кои што говорат дека децата мигранти од друга страна пак би можеле да ги изгубат бенефициите кои што им ги дава државата, како школување, спортување и така натаму. Значи, целата оваа приказна трае подолго време. Доналд Трамп во својата предизборна кампања се насочи на две работи. Едната беше дека ќе стави крај на трговската доминација и крадењето на интелектуалната собственост на Кина од страна на Соединетите американски држави, и второто ветување беше дека ќе го запре антимигрантскиот бран на населението од Латинска Америка кој бега во Соединетите американски држави, па подоцна нели ги гледаме оние гета таму во јужниот дел на САД, каде што нели криминал и тие се луѓе податливи, цвета криминалот, податливи за дрога и за тие би рекол девијантни појави во едно општество. Оттаму и Трамп паралелно со онаа борба кинеска трговска војна си ги реализира своите ветувања, сака да го запре мигрантскиот бран кој со години се соочуваат Соединетите американски држави со Латинска Америка. Таму он веќе има распоредено над 5000 војници. Беше направена една споредба во светските агенции каде што на еден мигрант има 20 американски војници кои не може да поминат границата. Сега и Мексико вметнат у целата таа приказна, се со цел да се запрат мигрантските движења кон Соединетите американски држави. Се вели дека секој американски претседател имал некоја своја војна.
секој имал своја војна, ќе потсетам, Буш ја имаше Ирак и Афганистан, Никсон го имаше Виетнам, а за Доналд Трамп се вели дека војната на Доналд Трамп ќе биде мигрантската војна против бегалците од Латинска Америка. Токму и овие цврсти закани кон, ќе потсетам, Мексико, да го запре мигрантскиот бранд, што во спротивно ќе се соочи со големи економски санкции од страна на САД, а тоа ќе биде голем удар за огромниот и сиромашен Мексико. Што стана со зидот кој што го најавуваше уште на предизборната кампања? Па се уште изгледа тоа многу пари ќе чини, доста и тој ми се чини негодување во американската јавност имаше. Во Конгресот каде што доминираат Трамповите опоненти, демократи, но и некои Трампови опоненти од републиканската партија, но тој е настојчив да го изгради тој зид. Таму веќе имаше зид порано, но не беше таков каков што тој сака да го направи, му требаат 5 милиарди долари. Тој рече пред месец дена дека до сега се најдени 2 милиарди долари и се закани, повторно ќе повторам, дека ќе воведе воредна состојба во земјата, што подразбира со воведување на воредна состојба во земјата ќе може буџетот кој е наменет за воредни состојби да го искористи за да го направи тој зид. Ја верувам дека е многу најстојчив. Не знам дали ќе успее да биде изграден тој зид до претседателските избори следната година, но доколку биде реизбран сигурно дека ќе го направи. Мислам дека од она што го знаеме, што можеме да го прочитаме и видиме, мексиканците се доста снаодлив народ, па и ако биде изграден тој зид, можеби ќе најдат начин како да поминат над или под него. Луѓето кои се гладни, кои се во очи се секогаш снаодливи, не се работи за мексиканци. Јас ќе повторам, најголем број на мигранти од Латинска Америка кои бегаат во Соединетите Американски држави се од Хондурас, држава која можеби не ја гледаме по светските агенции дека се случува нешто, но таму влада е огромна сиромаштија, е голема држава и луѓето вистински веќе не си ја гледаат екзистенцијата, туку бегаат на некој начин нешто како што ние во Европа го гледаме, каде што луѓето одат, не знам, во Германија, во Данска, во Франција или било каде, таму луѓето е единствена среќа и преживување го гледаат во Соединетите Американски држави, веројатно и Канада, но Канада им е далеку. Американскиот сон секогаш е на прво место. Да, но се покажа дека и Соединетите Американски држави веќе не може да се справат со емиграцијата од целиот свет која со години се полни таму, затоа имаат проблем со здравствен систем, многу од тие луѓе не се ни евидентирани и оттаму се и овие последни мерки од пред некој ден од издадени од State Department дека доколку бараш американска виза, ќе ти бараат буквално и профилот на Facebook и социјалните мрежи, што точно се пишувал, што точно се пишувал и како се размислувал, алудирајќи на тоа да се зацврстат стандардите кој ќе може да влезе во Соединетите. Исто што се случува и во Западна Европа, всушност. Да, во Западна Европа, но токму затоа и ние го коментиравме она пред недела дена, антимигрантската политика ја предводи во светот, ја предводи Доналд Трамп, па оттаму и соработката со оние некои европски десничарски антимигрантски настроени партии, предводени пред се од Виктор Орбан, но и Салвини, па оттаму и беше оној состанок пред недела дена Трамп ги собра лидерите на европските партии кои се антимигрантски настроени и се стравува дека новата политика во Европа ќе биде поддржана од Соединетите Американски држави, односно од оваа администрација со цел да се запрат антимигрантските бранови од Блискиот Исток во Европа и од Латинска Америка во Соединетите Американски држави. Да, но што наистина интересно е дека всушност во Данска победија левичарите. Па победија социјалдемократите, но тие имаат и примеси на екстремна левица. Логично е дека кога некој е незадоволен, победуваат радикалните структури. Радикални структури беа до сега покажувани во другите држави како што е Франција, Италија, Унгарија, Полска, како екстремни, односно ултрадесничари, не се тие сега многу екстремни, многу се по-ултрадесничари од актуелната Европска народна партија, овдека победија социјалдемократи и тие малце ултралевичари. Владата паѓа. Владата паѓа, Расмусен премиерот дава оставка, се размислува кој ќе биде неговиот наследник, но она што е интересно е дека во Данска победуваат левичарите, наспроти Европа кај што победуваат десничарите, и она што е интересно е дека е Данска трета нордиска држава или скандинавска држава каде што победуваат левичарите, што само укажува да видиме дали скандинавските држави пред се Шведска, Данска,
Шведска, Норвешка и Финска се пред Европа или зад Европа? Дали може би овој напад на вестове дека на следните некои избори ќе почнат да победуваат левичарите или тие каскаат зад Германија, Франција и Британија каде што победија десничарите? Мислам дека историјата во неколку наврати досега покажала дека се понапред скандинавските држави. Па во социјалниот дел, да, тие негуваат еден, би рекол, напреден социјализам наспроти оној социјализам кој го гледавме на овие простори, каде што се покажа дека е неспособен да направи подобар живот, па оттаму и пропадна. Тоа се случува и во Латинска Америка, ќе потсетам. Замислете споредба на социјализмот на Николас Мадуро во Венецуела, држава со најголеми резерви на нафта, немаат леп да јадат, и една социјалистичка влада, да кажеме, во Данска, каде што таму кои да дое на власт луѓето ќе имаат огромен стандард. Дејан, ти благодариме за оваа анализа на вестите од регионот и светот. Почитувани гледачи, по кратка пауза повторно се враќаме назад во студиото. Останете на програмата на 1 ТВ.